И сега одново пак тој проблем за кој што и претходно зборувавме токму исто од овој терен, дека тогаш 5 надпревар во 15 дена, сега со купот вие пак имате сте во понегативна ситуација, би рекол, за разлика од другите екипи кои што не играат во купот. Како ќе се рефлектира сето тоа, особено на фактот дека потоа пак следува репрезентативна пауза и пак одмор? Ја го кажав и првиот пат пред кога игравме куп надпревар против Кожув на истиот стадион, дека федерацијата мораше да води сметка и првиот пат кога имаше репрезентативна пауза и овој пат следниот месец ноември кога има репрезентативна пауза, тогаш игравме 4 надпревари за 2 недели, сега играме 5 надпревари за 2 недели. Ние особено против надпреварот што го имавме во осмина финале против Воска, без разлика што Воска е долу на табелата, сепак тие се екипа од прва лига и квалитетот, темпото, интензитетот кај нив е на високо ниво и ние дадовме преголем труд. И сега тоа го видам пак, колку и да се потрудиме ние, колку и да сакаме ние да ги чуваме играчите, да ротираме, сепак не можеш цела екипа да смениш, можеш 2-3 играчи најмногу, 20-30% од екипата што го носат товарот да ги смениш, ама тоа е тоа, мислам дека мора да се води сметка на ова работа. Меѓутоа, како ќе биде Арсими пред се во лигата? Ќе одели на карта барем да дојде по секоја цена до тоа трето место, тој бараш за да направите уште една историја, како во купот, така сега ете и во можноста да игра бараш, ако не и директен пласман кон прва лига. Сака ли Арсими прва лига? Па, искрени да бидеме, нашата цел на почеток на првенството беше една од првите 4 позиции. Меѓутоа, со екипата што ја имаме, со моментот што сме го фатиле, ако може да се приклучиме кон врвот, или кон бараш, или кон една од првите 2 места што водат директно во првата лига, зошто да не? Мислам дека имаме право да го бараме тоа врз основа на квалитетот што го имаме во екипата. Во купот, ако ни се укаже уште една можност до полуфинале, зошто да не? Кога го поминавме Кожув, мислам дека и со Воска изигравме сосема коректно, да се помине екипа од првата лига не е мала работа, мислам дека играчите имаат голема заслуга за тоа. Без разлика кој ќе ни падне, ние ќе го направиме тоа што знаеме да го направиме најдобро. Ние ќе играме фудбал, атрактивен фудбал, офанзивен фудбал, како што тренираме, така и ќе делуваме и на следниот противник и во купот. Во првенството ќе одиме чекор по чекор до последниот надпревар од полусезоната, после на полусезона на одмор ќе видиме како што и како понатака.